Добар ден. Во изминатите повеќе од 2 децении во Македонија се интензивира кампањата за членство во НАТО како стратешка цел на сите досегашни македонски влади. Главниот аргумент што се нуди за влез во НАТО е не само воено-безбедностна, туку и силната политичка и економска компонента на алијансата, како и тоа дека во неа влегува целото општество, а не само вооружените сили. Денешниот гостин во Алфаскоп ги проблематизира овие аргументи. Добар ден за Здравко Саевски, доктор на политички науки. Во пресред на Денот на НАТО објавивте став колумна во која велите дека, цитирам, слепата фиксација Македонија по секоја цена да стане дел од НАТО предизвикува пораст на национализмот, влошување на меѓуетничките односи, на безбедностна ситуација во државата. Со што го подкрепувате ова тврдење? Новата влада, откако дојде на власт, има еден од главните приоритети да ја внесе Македонија по секоја цена подитно во НАТО. При тоа, она што е доста проблематично во однос на нејзината ориентација е што ги тргна настрана решавањето на економските проблеми со кои се соочува обичниот човек. Она за што таа го доби мандатот и гласот од оние што ја гласаја беше да се подобри ситуацијата со демократијата, со владење на правото, со економскиот стандард на обичниот човек. Таа сето тоа го занемари и се насочи на решавање на националните прашања, вклучително името и јазикот и интеграцијата во НАТО. Тоа се приоритети кои не се приоритети на граѓаните на Република Македонија, туку се наметнати приоритети од странство. Во нивното аматерско решавање на националните прашања, тие ги предизвикаја националните чувства, па и национализмот кај граѓаните и создадоја поделба помеѓу граѓаните на македонци и албанци. Ние пред доаѓањето на оваа влада имавме ситуација кај што меѓуетничките односи ни беа со децении најдобра ситуација досега. А сега само по 10 месеци имаме драстично влошување на меѓуетничките односи. Безбедностната ситуација во Македонија, единствен фактор на нарушување може да биде нарушување на меѓуетничките односи. Тоа е она што треба да не загрижува од безбедносен аспект. А моментално, значи, новата влада несвесно, бидејќи презема аматерски потези, ги нарушува меѓуетничките односи и безбедносната ситуација, а при тоа тврди дека работи на подобрување на безбедносната ситуација со тоа што ќе сме се интегрирале во НАТО. Така што доста аматерски сето ова го води и во таа сопствена неспособност и аматеризам предизвикува тензии кои едноставно, ако попаметно се однесува, не би постоеле. Ќе се навратам понуца на ова што го спомнавте, поделба на македонци и албанци. Претходно сакам да ве прашам, со оглед на тоа што рековте дека опасноста, безбедносната опасност за Македонија може да дојде однатре. Па се читајќи што е работата на НАТО, се вели дека НАТО се заложува за демократски вредности и мирно решавање на спорови. Во случај на спор не може да помогне алијансата? Тоа е една од предрасудите околу НАТО. За жал, висината на поддршката за НАТО се темели врз големо ширење на дезинформации и кога 10 луѓе, така наречени експерти, кои се повторуваат меѓу себе, си ги повторуваат истите тези, тогаш граѓаните мислат дека тоа е нешто добро. Една од тезите кои тотално фактографски не е точна, дека е НАТО некој демократски клуб. Во НАТО, за подсетување, членува и Турција, каде што за искажан спротивен став со ставот на Ердоган, вие по кратка постапка завршувате во затвор. Ако тоа се демократските вредности кои ги промовира НАТО, јас не знам. Во овај период од неколку години на пат на демократијата во Турција, ниту еднаш не се има кажано од НАТО, нагласено до турската влада дека тоа е демократски клуб и поради тоа дека Турција се соочува со исклучување од членство во НАТО бидејќи ги крши демократските вредности. Вториот момент е она што кај нас недоволно се чита што представува НАТО.
НАТО е воен сојуз кој им гарантира на земјите членки, ако бидат нападнати од некоја друга земја која не е членка на НАТО, дека сите членки на НАТО ќе застанат во нејзина одбрана. Во статутот на НАТО не постои ништо околу нарушување на внатрешната безбедност на една земја и како НАТО ќе постапи во тој случај. Тоест, НАТО нема мандат да се вмеша во внатрешните работи на земја членка ако се наруши безбедностна ситуација. Реалната, единствената опасност за нарушување на безбедноста на Македонија не е од напад од некоја друга земја, значи на Македонија ниту една земја не и се заканува. Ние живееме во 21. век, каде што влијанието врз другите земји се остварува многу повеќе преку инсталирање на клиентелистичка власт на чело на државата или преку економско пенетрирање во земјата, а не преку воен вооружен напад со тенкови, авиација и слично. Она што реално и се заканува на Македонија е можност од нарушување на безбедностната ситуација при нарушени меѓуетнички односи, значи меѓуетнички судир. И затоа, она што нас ни е потребно е работење на подобрување на меѓуетничките односи за да се избегне тоа, а не за членување во НАТО. Значи, нас ни е потребен антинационализам, а не милитаризам. А што ќе понудите како одговор, например, на бројките кои што покажуваат, речиси, консензуална поддршка на албанците во Македонија за членство во НАТО и тврдењето дека откажувањето, евентуалното откажување од НАТО аспирациите ќе предизвика баш влошување на меѓуетничките односи? Да, поддршката за зачленување во НАТО во последната деценија глобално во македонското општество е значително намалена и веќе не може да се зборува за консензус за зачленувањето во НАТО. Според анкетите, 20% од македонските граѓани се против зачленувањето во НАТО. Мислење на 20% не може така лесно да се отпише и да се тврди дека постоел консензус. Но, веројатно, процентот на поддршка кај етничките албанци во Македонија за зачленување во НАТО е доста високо и откажување во дадена ситуација во Македонија од зачленувањето во НАТО може сам по себе тој факт да придонесе кон влошување на меѓуетничките односи. Но, во сето ова има едно големо но. Нашите сограѓани албанци, исто како и македонците, се изложени на пропаганда од страна на центрите на моќ во Македонија, дека НАТО нуди нешто што реално не го нуди. И бидејќи и етничките албанци се изложени на таа пропаганда, тие исто како и македонците паѓаат на нејзе. Ако, например, се поврзува членството во НАТО со членство во Европска унија, зошто да не е доволно само членство во Европска унија за етничките албанци во Македонија? Значи, тоа не е свртување кон Русија, ако сакате да бидете членка во Европска унија. Второ, она што се игнорира константно е фактот дека ние сме веќе во дел од структурите на НАТО како земја партнерство за мир. И сега, она што треба на сите граѓани, вклучително и на етничките албанци, да им се каже зошто е недоволно членувањето само во партнерството за мир, туку мора целосно за членување во НАТО. И третиот аргумент е, членството во НАТО чини доста пари. Тие пари можат драстично да се вложат, по-правилно да се вложат за подобрување на животниот стандард и на етничките албанци во Република Македонија. И сега, кога и етничките албанци се за членување во НАТО, она што го забораваат е дека тоа ќе дојде до влошување на нивната економска ситуација. Дали навистина е она што тие тоа го сакаат? Неколку подпрашања сега ми се наметна. Ајде, поред историјата покажува во изминативе 20 години дека неформален услов за членство во Европската унија е влезот во НАТО. Отприлика тоа е редоследот. Не, тоа е... Значи, реков неформален. Да. Значи, таа е повторно дезинформација која
лесно пали кај граѓаните, бидејќи константно доста така наречени експерти ја шират. Европска унија и НАТО се неповрзани организации меѓу себе и членството во едната организација не гарантира членство во друга организација. Имате земји членки на НАТО кои не се членки на Европска унија и имате обратно земји членки на Европска унија кои не се членови на НАТО. Турција е земја членка на НАТО 50-60 години, но нејзините перспективи за зачленување во Европската унија се ниски. Ке речете, таа не е од територијата на бивши социјалистички земји за кои обично се зборува, но тука повторно не се кажува целата информација, а таа е што е со случајот со Украина. Украина, бидејќи поради нејзината геостратешка позиција, далеку полесно на западните сили беше да ја придобијат преку прво членство во Европска унија, па после членство во НАТО. Планот за Украина беше прво за членување во Европска унија, па после за членување во НАТО. Така што зависи како ќе ги постават работите. Ако Македонија стане членка на НАТО и не работи на подигнување на демократските стандарди и владењето на правото, Македонија никогаш нема да биде членка на Европската унија, а таа е она главната цел. Така што да се концентрираме на подобрување на демократските стандарди, на владењето на правото, на економските стандарди за зачленување во Европската унија, а не да трошиме пари непотребно, големи се тоа пари за зачленување во НАТО, пари кои ќе бидат фрлени, бидејќи Македонија е сиромашна земја. И сега на таква една сиромашна земја НАТО наметнува стандарди на дополнително трошење кои ќе значат земање на лебот од устата на овој гладен народ. Тоа не е она што тој гладен народ го сака, ако му се понуди точната информација за состојбата на работите. Спомнавте дека 20% од граѓаните на Македонија се против влез на НАТО. Тоа е сигнификантна бројка, меѓутоа не може да противречи на доминантното расположение за влез во Македонија. Ако во Македонија се престане со константната медиумска пропаганда, која не се темели врз аргументација, зошто НАТО било толку добро, ако во Македонија конечно се овозможи аргументирана дискусија, кои се предностите и недостатоците од целосното зачленување во НАТО, процентот од 20% кои се против НАТО драстично ќе се зголеми. Бидејќи елитите во Македонија се плашат да не се зголеми процентот на противење на зачленувањето во НАТО, тие не овозможуваат отворање на дискусија околу предностите и недостатоците на НАТО, туку НАТО ни се нуди како да е некој свет грал кој едноставно ние без никакви реперкусии можеме да го земеме и да го имаме. Значи НАТО чини пари. За парите, значи бидејќи сега тоа е еден исклучителен важен момент. Македонија одвојува 1% од својот буџет за одбрана. НАТО стандардот е 2%. Тој пораст од 1 на 2%. Тоа ќе значи дека Македонија од прилика ќе треба да троши 100 милиони евра дополнителни во однос на ова ниво сега. Ако мора во буџетот да се најдат 100 милиони евра дополнителни, тоа ќе значи дека ќе мора да се скрати на нешто друго. Значи, во оваа ситуација во Македонија, непотребни пари се фрлаат за непотребни цели, тотално. Сега, на таква една ситуација, каде што премалку пари се вложуваат во образование, во здравство, во економија, дополнителни пари ќе се намалат оттаму само и само да се исполни тој процент кој го наметнува НАТО. Тие пари на граѓанин која ќе оди во болница и која ќе не му бидат овозможени основните услови, тогаш нека се теши, ако може да се утеши, дека Македонија е членка на НАТО и дека е купено вооружување некакво си, а тој нема основни потреби да има квалитетен живот. Сметате дека е преценето тврдењето дека влезот во НАТО ќе придонесе за
порасни инвестиции, генерално за подобра економска слика во Македонија. Например, националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски неодамна сподели еден податок кој што не може да го потврдам, кој вели дека сите посткомунистички земји кои влегле во НАТО во првата година го зголемиле влезот на странски директни инвестиции. Кај нас има еден мит за странските инвестиции, дека ако има зголемен број на странски инвестиции, самото тоа доведува до зголемен животен стандард во Македонија. И ние едноставно не мора да шпекулираме околу тоа, туку да ја видиме реалноста. Претходната влада се има возможи на странските инвеститори, ама се. Значи, беше Македонија претворена во рај за странските инвестиции, а пекол за работниците. И пак нема високо ниво на странски инвестиции. Значи, странските инвестиции, аргументот кој го кажуваат, се темели демек зголемена безбедност ќе имале странските инвеститори ако една земја стана членка во НАТО. Ако една земја влегува во нова политичка криза, како што е Македонија, а таа е продуцирана од актите на новата влада. Второ, ако нивото на корупција во земјата е на доста високо ниво, а нашето ниво на корупција се зголеми наместо да се намали, тогаш тоа е атмосфера која не е поволна за бизнис секторот, за странски инвеститори. Ако тие во една земја имаат високо ниво на корупција, тие едноставно нема да доаѓаат да вложуваат во нејзе. Така што владата, ако сака повеќе инвестиции, нека го подобри нивото на нека го намали нивото на корупција, па тоа ќе биде исто толку, ако не и поголем стимул за странските инвеститори да дојдат во Македонија од фактот дека сме биле членки на Европската Унија, на НАТО. Не сметате ли дека доволна компензација би било тоа што, како што се тврди, членството на Македонија во НАТО би ја направила попредвидлива иднината на земјата? Македонија треба да има ориентација на зачленување на Европската Унија, во Европската Унија, и тоа е нешто околу што треба да се работи постојано, и на тој начин граѓаните може да имат една предвидлива иднина кон која ќе се движат. Значи, НАТО е залепено за визијата за зачленување во Европската Унија, и тоа треба конечно да се одлепи, бидејќи ние, Македонија, далеку повеќе во моментот и требаме на НАТО, отколку НАТО што и треба во Македонија. Сето ова е само ефтин начин на пиар, зашто и требаме на НАТО. Ние треба да станеме 30-та земја членка на НАТО, и сега многу друго е да речете дека НАТО има 29 членки, а друго е да кажете дека НАТО има 30 земји членки. И едноставно на западните центри, пиар центри, им треба да се пофалат, да малку повеќе ја уплашат Русија, со тоа што ќе кажат дека НАТО е толку моќен што има 30 земји членки. Значи, за еден доста ефтин пиар на Македонија и се наметнува да се зачлени во таа организација по секоја можна цена. Значи, тоа е она што западните поддржувачи на сегашната власт и наложуваат. Кога спомнавте пиарот, сметате ли дека има манипулација со тоа што НАТО и Европската Унија, можеби е груб збор, меѓутоа се продаваат во пакет, дека Европската Унија всушност ги влече тие високи бројки за поддршка на НАТО? Кај нас кога толку е успешна пропагандата, што кога зборувате за ЕУ, као да зборувате за НАТО и обратно, а тоа се тотално две различни организации. Нивото на демократија во ЕУ не е за подценување и занемарување и се внимава на демократските стандарди. Во НАТО воопшто не се внимава. Значи, видете Ердоганова Турција на кое ниво е, не име гајле на НАТО. Она што и мора таа разлика да се направи. Значи, ако некој е наставо дека на Македонија и е луксус и е непотребно
да се зачлени во НАТО, не значи дека тој човек не се залага за зачленување во Европска унија или дека бил проруски ориентиран. Значи, тоа пакување на НАТО и Европската унија во едно е нешто што им одговара на одредени центри на моќ, но тоа треба да види обичниот народ дали е така. НАТО значи трошење на пари, на народни пари. Зачленување во Европска унија за посиромашна земја како Македонија значи примање на пари. Не може да биде исто ако осиромашувате и ако се збогатувате исто. Така што значи ние даваме поддршка за процесот на зачленување во Европската унија, но не даваме поддршка за зачленување во НАТО. Често пати противниците за влезот на Македонија во НАТО велат дека со членство во Алијансата ќе остапиме дел и од суверенитетот на земјата. Сега се прашувам, па ние и не владееме целосно со нашиот суверенитет. Пред се мисла на политичкиот. Колку е тоа аргумент? Она што за нас е најсилниот аргумент против зачленувањето во НАТО е економскиот аргумент. Ние живееме ние сме сиромашна земја со сиромашен народ. Македонија не е толку сиромашна за да има толкава сиромаштија. Но ако се фрлаат пари по оваа основа, по онаа основа, тогаш кога ќе ја видиме на крајот на денот ситуацијата, народот ни е сиромашен. Не е случајно народот сиромашен, а ќе стане посиромашен ако се продолжи фрлањето на пари како и НАТО. Околу сувереноста, Македонија како и многу малечки земји, де факто сувереноста и е намалена. Ама и сега од таа гледна точка нешто посебно ниту добива, ниту губи со зачленувањето во НАТО. Го спомнавте партнерството за мир. Може ли тој инструмент, таа алатка на НАТО да биде замена за членство во Алијансата со оглед на тоа што како се намалува бројот на земји членки аспирантки во Алијансата, добар дел од тие земји кои што беа дел од партнерството за мир, сега се веќе членки на НАТО. Значењето на партнерството за мир станува веќе символично, повеќе како географски простор на кој што НАТО има влијание. Ете и тука, околу партнерството за мир, ние гледаме колку нашата јавност е дезинформирана. Например, она што се тврди е дека ние сме надвор од НАТО. Не сме надвор од НАТО, ние сме дел од НАТО структурите, ние сме земја членка на партнерството за мир, која е програма на соработка на НАТО со останати земји. И има земји кои се сосема задоволни од нивниот став нивниот статус да бидат членки само на партнерството за мир, например Ирска. Значи Ирска, ќе потсетам, се наоѓа во соседство на моќната Велика Британија со која имала сериозни историски проблеми. Британија ја окупирала Ирска со векови. И сега и покрај тоа во ирското општество нема стремеж за преминување од статус на партнерство за мир во целосно членство во НАТО. Она што на Македонија е потребно е дискусија, да се види што добиваме ако ние од партнерство за мир прогресираме во целосно зачленување во НАТО. Таа дискусија во Македонија ја нема, а таа е она дискусија кој поддржувачите на НАТО треба да ја докажат. Зошто ние треба да се поместиме од сегашната ситуација на земја членка на партнерство за мир во полноправна членство во НАТО. Ке имаме право на глас. Па ние сме земја како мала земја која нема баш глас. И да бидеме ние земја членка на НАТО, нашето гласање ќе биде чисто формално кревање на два прсти. За тоа кревање два прсти ние да даваме по 100 милиони евра дополнително секоја година. За крај, господин Саевски, која е тогаш алтернативата за НАТО во смисол на тоа кој треба да биде примарниот безбедносен правец во кој што треба да се движи Македонија? Македонија, например, беше кажано дека има три во принцип безбедносни опции, значи тоа е зачленувањето во НАТО, војна неутралност и зачленувањето во Евроазиската унија. Значи, третата опција, сојуз со Русија, таа е едноставно невозможна, ниту посакувачка
сценарио и тоа е едноставно тотално невозможно, бидејќи Македонија е цврсто интегрирана во западната сфера на влијание. И такво нешто едноставно е невозможно. Настрана што не е посакувано. Воената неутралност е позиција која е далеку пореална и е позиција на која треба сериозно да се размисли. Ако успееме да размислуваме без ирационалните стравови кои ни ги наметнуваат елитите, да видиме реално дека никој нас нема да не загрози со воен напад од соседите или од други земји, тогаш ќе видиме дека таа е многу поповолна ситуација. Многу земји, скандинавските земји, например, особено Финска. Финска со тоа што стана воено неутрална, можеше да ги пренасочи економските средства од купување вооружување на решавање на проблемите. И Финска после Втората светска војна имаше ист животен стандард со Југославија, но сега има голема разлика. Меѓу другото, фактор е нејзината воена неутралност. Опцијата која не ја спомнуваат е исто така може да се размисли за задржување на сегашниот статус на земја членка на партнерство за мир. Повторно ќе нагласам, ние не сме она погрешна перцепција што се наметнува. Ние не сме нигде никаде во овој момент. Ние сме дел од НАТО структурите како земја партнерство за мир. Така што тие се оние буквално дезинформации и лаги кои ги шират. Значи таа е сосема релевантна позиција која ние можеме да ја држиме ако се одлучиме за тоа. Не е единствената опција целосно за членување во НАТО. Само уште едно објаснување ќе побарам од вас околу прогласувањето воена неутралност. Не сметате дека прво ќе има многу пречки за тоа, затоа што тоа треба да биде одобрено со меѓународни договори. Мислам дека тоа првиот чекор. Второ, Србија во 2008 година, мислам дека во собранието изгласа прогласување на воена неутралност, а ден денеска троши огромни средства за наоружување. Ајде, ако на луѓето им е престрашно воена неутралност... Не, тој момент на воената неутралност ме интересира. Значи, воената неутралност, пак јас ќе кажам, многу земји кои се соочувале со далеку по ризични опасности од надворешен напад, решиле да бидат воено неутрални. Значи, Финска, замислете колку е мала Финска, колку е малоброен нивниот народ, а во соседство го имаат Советскиот сојуз и имаат Русија. И тие не сакаат да се зачленат во НАТО. Зошто? Бидејќи имаат поточни информации, бидејќи не паѓаат така лесно на ирационалните стравови. Но, ако не можеме да се ослободиме од ирационалните стравови и мислиме дека навистина некој може да не нападне, што не држи, тогаш да размислиме опцијата за задржување на постојниот статус на партнерство за мир. Значи, ние сме во тој случај дел од НАТО структурите без да ставиме целосна членка на НАТО. Така што треба малку порационално да се однесуваме кон ова прашање и далеку посериозно. Значи, 100 милиони евра, 1 милион евра се многу пари. 100 милиони евра кои ќе се извадат од болниците, од училиштата, кои нема да одат на зголемување на нивото на истражување во науката. Тоа се парите за кои ние сме подготвени да ги дадеме заради некоја ирационално чувство за безбедност. Тоа е дилема која треба секој граѓанин да се ја постави и етничките албанци, бидејќи и нив ги засега. И нив ги засега какво образование имаме, какви ни се нашите болници. Сака да ја кажете, имаме доволно ресурси кои што треба да ги пренасочиме на попаметни работи. Ние имаме многу мали ресурси и бидејќи имаме многу мали ресурси, ние мора да ги насочиме на вистинските приоритети. Ако не ги насочиме, тогаш ќе ни тонат болниците, ќе ни тонат училиштата, но ние ќе бидеме среќни за тоа, во наводници, бидејќи ќе бидеме